Национализмот е една колективна или индивидуална параноја. Уствари, ако сакаме да ја дефинираме или да го илустрираме тој национализам, всушност ја гледам како една дива река. Буквално баш како дива река која неконтролирано се движи нејзиниот тек. И ако ги споредиме и со временските услови, кога, например, има врнежи од дожд, тогаш тие притоки или случувања во општеството придонесуваат тој национализам да порасне, како нивото на таа дива река и да почне да се излева на сите страни и едноставно веќе, кога доаѓа до тој момент, се губи секоја контрола и тука нема враќање. Според мене, национализмот е една опасна болест на денешницава на секаде во општеството. Јас сум припадник на една националност, на една заедница која е малцинство во ова општество, ромската, конкретно. И мене ми се случило, да речеме, многу пати, врз база, баш токму на основа на тој национализам, да речеме да ме ословуваат со придавки од пример од цигани или ѓупци, затоа што едноставно тоа им е нив најблиско, како едноставно девалвирање на таа заедница или девалвирање на таа личност од таа заедница. Има еден момент кој ние треба да се потрудиме да го направиме, а тоа е да се направи една брана, да се изрегулира тој тек, за да се смират тие текови. Таа брана можем јас да ја наречам обединети во различноста. Токму таа брана може да придонесе и да ја дадеме име на обединети во различноста. Мораме ние да го трасираме патот на тој начин што мора да најдеме некој лек. А лекот е едноставно насловен како обединети во различноста. Тој лек е против една болест која се вика тропофобија. А тропофобија во превод значи промени. Ние се уште не сме подготвени, но за да се подготвиме за таа и да се излечиме од таа тропофобија, токму така тој лек или таа терапија е обединети во различноста. Хем коагор камавтева керави јегбути, валјаните астарао друмо со керела траса, хем керела одва те ова мајпаше, усвари, те ова униме по диференције.